Ангела Стојанова, гимназија Славчо Стојменски, Штип, 4-та година. Како не сте, почитувана публико? Да не ве збуни инверзната форма, секако се овде е во обратен тек, па така и мој одговор. А јас само сакав да ве прашам, како сте ми народе? Имавме 1 година за опстанок и дојдов до заклучок дека обратниот тек може би и подобро ни влијае. Може би и ќе ме разберете. А за сарказам и иронија нема потреба ни да зборувам. Прво да ве прашам, добро бре, што ви зборував јас пред 2 години од оваа говорница? Ама не сте вие криви. Само прекјутно ветувате дека ќе бидете послушни и ќе ви влезе нешто во глава со секоја почит. Мој народе. Најчесто линкуван збор низ годинава, а и оваа вечер, систем. Зборот кој го барате по обвинителства, по судови, по шалтери, по парламентарни столчиња е бирократија, а не систем. Ама веќе, како сакате наречете си го проблемот. Тој постои, ние сме заглавени во неговата папирологија, која не прави тромави и нефункционални. Па така, македонскиот систем си предвидел се. Има образование, болници, полиција, судови, инспекции, угостителски објекти, салони за теписи, па дури и штали. Ама не го предвидел народот. Народот мора да го има. Дел од тој народ е инволвиран и во тој истиот систем. Тоа си го знаете вие поубаво, повозрасните. И додека со прст покажувате кон него, заборавате дека и вие сте дел од тој истиот систем. Ама веќе е доцна да покажуваме со прст кој е виновен. Сега сме сите виновни. Знаеме како се влегува на заслужено работно место. И ќе дојде судика на предмет да си го суди сопствениот брат, а тој си се сместил во системот за да не е на прогон. Шо убаво си работиме ко вие доаѓате? Шо ни ги пратите тие колегите? Брат, тие колегите, ама ваши се. Ние сме од режимо. Па даде, од режимо, затоа утепаане овие. Знаеш, ние не пишуваме многу. Знам, затоа ни и фалете. Најпосетена дискотека, 2 месеци после трагедијата, онаа со најмногу реклами дека била најбезбедна, алудирајќи на пожарот. Во бездна и вие и вашата лажна емпатија. Додека со една рака палите свеќа, а со другата ги полните џебовите на газдите со брендирани маички, скапи коли и кеса за секој кој ќе влезе. И што добиваме на крај? Дека народот или поединци од него се поставени тој државен систем да функционира и би требало да прават целосна држава. Ама еден ден ќе дојдат и нови генерации од народ на кој му е прекуглава од вашите политики и циркузи со кој ни ја представувате државата секојдневно, во која младите доправа треба да градат своја иднина. Тоа што ни го прават нам, а и на мојата родна земја, криви се не луѓе, индивидуи, па понекогаш и цели фамилии. Имиња на фамилии кои се провлекуваат, имиња на фамилии кои сторија се за да ни напакостат и измислија термини како транзиција, реформи, аспирации. Зар сме толку неспособни вака да се однесуваме? И дајте ве молам, еднаш за секогаш, да направиме барем милиметар борба со бирократијата. Да тргнеме од семејството. Каде гравитираме ние? Каде гравитираат нашите? Оваа година е доволно од паметни доста и безвредно климање со главата. Пазете што правете. Овој пат младите не само што гледаат, туку и немаат намера да ви ги простат долговите кои ги правите на наша сметка. Или почнете да ги кршите тие бирократски окови,
Или тргнете се од патот пред да ве прегази сопствениот гнилеш. Ние немаме намера да тонеме заедно со вас. Ние не бараме да ни го промените системот. Бараме само да ги тргнете вашите валкани раце од нашата иднина. Ви благодарам.